Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Едноставните зборови на големиот великан на македонската национална борба за самостојност, кој починал на денешен ден, Даме Груев, денес болат повеќе од било кога друг пат. И подсетуваат дека време е. Почитувам председателе на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувам генерален секретар на ВМРО ДПМН, господин Игор Јанушев. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Многу премрежја, многу случувања, многу предизвици изминатава година. Ама и покрај сите вакви работи 27 години обстоивме како умаса и сме се посилни. Неодамна, починатиот великан во македонската култура Горан Стефановски во Диво месо ќе напише: денес се купува и продава, дури она кои луѓето мислат дека нема цена. Тоа обично е наевтино. За жал, навистина видовме дека е така. Дека се што луѓето мислат дека нема цена всушност е наевтино. Но сите мора едно да знаат. Да си дел од оваа младина, да си гор член на оваа организација, градена од илјадници капацитетни прогресивци, со желба за создавање на иднина, почитувани мои сопартијци, верувајте, нема цена. Унијата на млади сили покажа и докажа покрај се дека е подготвена да ги надмине сите предизвици. Живееме во едно време кога на секој млад човек му е предизвик да се разбуди во новиот ден. Уште поголем предизвик е да го преживее денот. Да не стигне некој залутан куршум од пријателите на Оливер Спасовски или да не ви излезе некој од автомобил додека си чекате со вашата девојка автобус, како што тоа му се случи на нашиот сопартиец и брат Саздав. Животот на граѓаните нема цена и ниту една желба за власт и комфорт не сме да биде поважна од животот на младиот човек. Живееме во едно време каде што паметните се замолкнати од апаратот на власта, затворите се преполни со неистомислениците на СДСМ, будалите се најгласни, убедувајќи не дека во државата тече мед и млеко, а над 500.000 граѓани живеат во беда и сиромаштија и уште толку едва и чекаат да се исцелат, а за целото тоа време промискуитетните се богатат на грбот на граѓаните. Живееме во време кога животот кој требаше да биде донесен како нова надеж за иднината на генерациите, кои што ја изгубиле вербата во државата, е заменет со систем кој нема никакви вредности, систем кој нема никаква иднина и систем кој е осуден на пропаст заедно со целата држава. Од образованието кој ни го ветува не научија само една животна лекција, а тоа е никогаш повеќе да не им веруваме на партија како СДСМ, на која што нема слух за никого. Не научија да ги препознаеме дека се најголеми лажговци и не научија зошто беа 10 години во опозиција и ќе бидат уште толку по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. За жал, ќе бидам малку ироничен. За да се вработи некој млад и перспективен човек, треба најпрвин да го посвои некој функционер на СДСМ, за дури потоа да биде вработен. Младинската гаранција која ја ветува за вработување за секој млад човек после завршувањето на образованието, всушност изгледа за да ја реализираат успешно, чекаат да се иселат сите млади од државата и факултетите да останат празни. Гаранција за вработување имаат само децата на функционерите на СДСМ. И еве што ќе речат: живееме. Да, живееме, ама како? Како да сме на некоја голема санта мраз што плови во непознат правец и секој ден станува се потенка и потенка. И еден ден ќе ја снема, а со неа и ние ќе потонеме. Секој ден се топиме и не снемува. Ние младите започнавме да живееме од вчера за денес, од денес за утре и така секој ден. Животот што дојде како да не е живот, туку пораз. Ви излажа и вас, и нас, и сите останати. И за жал, ние сега живееме еден период на несреќа. Но не се откажуваме. Напротив, продолжуваме да работиме сите заедно, сплотени да се вложиме и да ја надминеме таа несреќа.
Ке се подсетам на зборовите на големиот Иво Андрич. Ништо повеќе не ги зближува луѓето од среќно преживеана несреќа. Младинскиот активизам нема веќе простор и време да биде во исчекување од оваа влада на СДСМ, нешто да смени на подобро, отвори и да понуди можности во Република Македонија. Ние немаме повеќе време да бидеме глуви и неми посматрачи на уништувањето на нашата генерација, оставајќи трајни последици по иднината на нашата држава. Ние немаме друг избор, освен сите заедно сплотени, и наши и ваши, и христијани и муслимани, од сите градови, од сите националности, да се обединиме во борбата против оваа хунта од власт и да преживееме оваа несреќа која ни се случува во моментот и не води во пропаст. Свесен сум, почитувани пријатели, дека до пред година и пол не беше се идеално, дека имаше и погрешни чекори и слаби решенија. Но ние мораме да си признаеме самите себе си, дека гласот на младите мора да биде слушнат. Секоја влада мора внимателно и со доза на страв да ги следи реакцијата и мислењата на младите, студентите, средношколците и учениците. Ние мораме да се пофалиме со се што било добро претходно, но и да признаеме се што било погрешно направено. Грешките ги воочивме и одлучни сме да примениме нови политики и решенија. Кога се работи за иднината на младите, сите одлуки мора да ги носиме во консултација сите заедно. Покажувањето сила и надмоќ над авангардата на општеството, студентите, се покажа како лоша опција. Тоа нека биде порака до оваа влада. Ние сакаме перспектива, ние сакаме иднина, ние сакаме здраво општество со европски вредности кои ќе не потсетуваат зошто се стремиме да бидеме дел од европското семејство. Во моментов сме угушени во смог во кој не можеме да ја видиме перспективата, ниту да го најдеме патот за иднината, нити пак гледаме пример на европски вредности од владата. Почитувани сопартици, ни предстои бурен период во кој ќе треба да застанеме рамо до рамо и да си ја вратиме иднината во наши раце. Иднината во која веруваме. Унијата на млади сили не ја прават поединци, нити пак јас, нити кој било сам. УМАСА ја правиме сите заедно кои веруваме во една иста заедничка цел, која е нималку лична, туку е единствена, а тоа е иднината на оваа држава. УМАСА е секој оној кој мрзнел по улиците кога се бранели интересите на државата и народот. УМАСА е секој оној кој ги брендирал улиците предизборно. УМАСА е секој оној кој славил на победите и плачел на поразите. УМАСА е секој оној кој се зачленил со чиста мисла и честна намера. Во УМАСА, каде што членуваат честни деца, нема простор за нечестни игри. УМАСА е поголема од сите нас и така и ќе остане. Нашата траекторија со актуелниот председател, кому би му честитал година дена од својот мандат, е проектирана. Председателот Мицкоски покажа дека шансата ќе ја дава на млади луѓе во кои веруваат. Председателските избори ќе бидат почеток на крајот во оваа несреќа која живееме заради СДСМ. Веднаш потоа ќе ги поразиме на предвремените парламентарни избори. Нашата издржливост, упорност, помалку инет за штетните политики и искажаните лаги на СДСМ, нашиот пркос за подобра иднина, треба да бидат мотивација за сите останати да си ја вратиме што побрзо државата кај граѓаните и ние да управуваме со нејзе така како што знаеме, со темелна работа и врвни резултати. Верувајте, ќе победиме. Ќе ја победиме оваа тиранија што ги излажа младите. Ќе ја преживееме оваа несреќа што ни се случи и ќе се избориме за иднината во која веруваме. Немаме ниту време, ниту пак уште еден живот за да седиме глуви и неми на сето ова што ни се случува. Секое враќање на власт на ВМРО ДПМН е почнувало токму од УМАСА. Така ќе биде и сега. Ќе победиме затоа што за Македонија се работи.